Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат. Започнуваме со поинакви вести. Демолирано партиското седиште на СНС во Нови Сад. Протести во над 30 српски градови. Србија врие. На синокешните протести 42 полицајци се повредени. Вкупно 37 луѓе беа приведени за бројните инциденти кои се случија на повеќе места ширум државата. Тоа го изјави српскиот министер за внатрешни работи Ивица Дачиќ околу полноќ, откако полицијата воспостави јавен ред и мир во Белград и во дел од другите градови низ државата, каде што имаше антивладини протести втор ден поред. Тој додаде дека некои полицајци се тешко повредени и дека меѓу приведените е 23 годишен хрватски државјанин кој ја нападнал жандармеријата. Сурово однесување на српската полиција кон демонстрантите, брутално претепани граѓани. На моменти беше тензично, а полицијата употреби солзавез во неколку градови за да ги растера демонстрантите. Антивладините демонстранти синоќа ги демолираа просториите на владачката Српска напредна странка во Нови Сад и се судрија со полицијата и подржувачи на СНС во неколку градови низ Србија. Српскиот претседател Александар Вучиќ во синоќешната изјава за белградски медиуми рече дека ќе следува поефикасен систем и поефикасна борба против бандити и насилници и најави реформи во полицијата и обвинителството. Студентите што учествуваат во блокадите се огласија на социјалните мрежи по протестите низ Србија, што се одржаа претходната ноќ, и рекоа дека владата сакала да предизвика граѓанска војна со конфликтите. Партијата за слобода и правда објави на социјалната мрежа X дека незиниот пратеник Пежа Митровиќ бил претепан на протест во Белград. Беше удрен во главата со шипка и неколку пати по телото. Моментално е на пат кон болница, објави вчера вечер партијата. Ке запрели конечно војната во Украина. Трамп и Путин се среќаваат денеска во Аљаска во 11 часот по локално време. Меѓу символика и реал политика, зошто самитот во Аљаска е повеќе од протокол. Носејќи спротивставени приоритети, во обид да разговараат за можен крај на војната во Украина, Путин останува непоколеблив во амбицијата за контрола врз украинската територија, додека Трамп сака да се представи како глобален миротворец, иако неговите неодамнешни изјави за Москва отвораат прашања околу неговата вистинска стратегија. Средбата би можела да понуди шанса за дипломатска рехабилитација на Путин, но и тест за надворешно политичките намери на Трамп, пишува BBC. Продолжуваме со домашните содржини. Ги примиле да сечат дрва, а се ладат по канцеларии. Скандалозен ревизорски наод во јавното претпријатие Национални шуми. Во 2023 година претпријатието реализирало само 66% од планираниот физички обем на производство на техничко и огревно дрво, со акумулирани обврски во износ од приближно 17,5 милиони евра и постојана зависност од револвинг, краткорочниот кредит за исплата на плати. Предпријатието се соочува со сериозни финансиски потешкотии, намалена ликвидност и ризици за одржливоста на работењето, соопшти Државниот завод за ревизија, во однос на исполнување на одредбите од договорите за работа, бидејќи од вкупно 355 вработени на неопределено време, 73% или 259 вработени кои се примени на работните места, сечачи, дотурачи, редачи и шумски работници, не ги извршуваат работните задачи утврдени согласно договорите, туку извршуваат административни работи и работни задачи во дирекција или подружница. Над 800 домакинства во Македонија сами произведуваат струја. Домакинство или заедница на домакинства во зграда може да изградат постројка за производство на електрична енергија од обновлив извор на енергија, при што произведената електрична енергија ја користат за сопствена потрошувачка, а вишокот на произведената електрична енергија го продаваат во електродистрибутивна мрежа. Бројот на такви потрошувачки производители на крајот од 2024 година бил 813, покажува извештајот на регулаторна комисија за енергетика. Вкупната предадена електрична енергија од страна на потрошувачите бележи зголемување од 90% во однос на 2023-та. Во моментов тече рокот за јавна расправа на Законот за обновливи извори на енергија, а според најавите на Министерството за енергетика ќе се зголеми прагот за електраните на домакинствата или потрошувачите производители на 10 киловати од сегашните 6,
Првпат во законската регулатива се предлага воведување законски рок за административна постапка за издавање дозволи за поставување кровни фотоволтаици за потрошувач-производител, најавија од ресорното министерство. На оваа тема работеше Весна Дамчевска. Институциите го затегаат обрачот околу градежниот сектор. Откако со години се отфрлаше секоја информација дека има простор за намалување на цените на становите, кои во главниот град, па дури и во туристичкиот Охрид, во некои случаи надминуваат 4000 евра за квадрат. На површина испливаа и загрижувачките информации дека голем дел е купен во кеш. Гувернерот Трајко Славевски во неколку наврати излезе со податоци дека ако пред пандемијата во 2019 година соодносот на купување на станови и објекти за живење бил поповолен во однос на кредитирањето, односно 65% се купувале на кредит, а остатокот од 35% во готово. Неговите последни информации навестуваат дека односот е 50-50. Повеќе за ова од Сонја Кириджиевска. Во Боливија е убиен Дејанчо Лазаревски од Струмица. Во Санта Крус пред неколку дена брутално беа убиени тројца луѓе од регионот во ликвидација која се поврзува со нелегална трговија со дрога. Локалните медиуми објавија дека е потврден идентитетот на убиените двајца срби и еден македонец. Боливиската полиција информира дека телата на убиените биле пронајдени во кујната на изнаемена куќа, завиткани во црни пластични кеси. Соседите претходно пријавиле вознемирувачки звуци и гласна музика што доаѓале од куќата. Полицијата се сомнава дека планот на убиците бил да се ослободат од телата, но во тоа не успеале, бидејќи биле спречени од полициската интервенција. За случајот досега се уапсени 4 осомничени. Апокалиптични сцени. Најмалку 56 лица загинаа во поплави и лизгање на земјиште, што вчера го погодија хималајското село во индиски Кашмир. Толпи се собраа пред локалната болница, која беше преполна со повредени кои беа носени на носилки. Судбината на околу 80 лица се уште е непозната, додека речиси 300 жители се спасени, вклучувајќи 50 сериозно повредени, кои беа однесени во болница. Смртоносните поплави и лизгање на земјиштето се вообичаени за време на сезоната на монсуни во Индија, од јуни до септември. Научниците нагласуваат дека климатските промени ги прават овие феномени почести, поинтензивни и понепредвидливи. Ужас во италијанска болница. Починаа 2 предвремено родени бебиња. Бебињата починале во рок од неколку часа во болницата. Едно од бебињата починало во вторникот, а другото во текот на ноќта меѓу вторникот и средата. Двете биле во инкубатори, на интензивна нега за новороденчиња во болницата во главниот град на областа Јужен Тирол. Причината за смртните случаи, според првичните сомневања на лекарите, е инфекција, веројатно со бактеријата Сератија, позната по заразување во болнички услови. Сератијата не е опасна за здравите луѓе, но може да биде сериозна кај пациенти со ослабен имунолошки систем, како што се предвремено родените бебиња кои се уште немаат развиено одбрана против инфекциите. Милионер во Швајцарија возел со брзина од 27 км на час над дозволеното. И знаете колку ќе плати казна? Речиси 100.000 евра. Возачот бил фатен како вози со 77 км на час во зона од 55 км на час, што тешко може да се нарече пребрзо возење, но скапо го чинеше. Додека таков прекршок во Германија би го чинил 180 евра и еден казнен поен, во Швајцарија се соочува со казна што би можела да му купи 2 нови луксузни автомобили. Високата казна од 95.500 евра или 90.000 швајцарски франци е резултат на швајцарскиот закон кој одредува висината на казна врз основа на приходот на прекршителот. Бидејќи се работи за еден од 300 најбогати луѓе во земјата, чие богатство се проценува на неколку стотици милиони франци. Казната за овој прекршок е соодветна според законите во оваа земја. Возачот мора веднаш да плати само 10.000 франци, додека преостанатите 80.000 франци се условени. Доколку мултимилиардерот ги почитува совраќајните прописи во следните 3 години, нема да мора да ја плати оваа сума. Дали знаете кој е најбезбедниот град во Европа?
Компанијата Riviera Travel го објави своето ново рангирање, во кое ги рангира најбезбедните градови во Европа. Прво место во рангирањето е хрватскиот град Дубровник. Тој е еден од најпопуларните во земјата, како и најбезбеден со индекс од 44,1. Покрај тоа што е светско наследство на УНЕСКО, градот е исто така познат како еден од најдобрите дестинации за забави на континентот. Сепак, сегашната стапка на криминал е ниска, што ги прави дури и ноќните прошетки безбедни. Случаите на насилство се ретки. Најчесто пријавени се ситни кривични дела како џепарни кражби, како и разни туристички измами. Покрај тоа што е гостоприемлив кон туристите, Дубровник се грижи и за своите жители. Сега имаме уште една причина да го посетиме Дубровник. Што има толку посебно во грчкиот град што го влече лидерот на левица Димитар Апасиев секое лето со семејството да оди во Кавала? Тој открива во забавната емисија Моје лето на Слободен печат. Пратеникот и универзитетски професор за време на летото во фрижидер го чува омилениот пијалак, за кој ќе дознаете во нашата емисија кој е. Апасиев открива и кое е неговото хоби, а поврзано со животни. Воедно, за прв пат во јавноста проговори како изгледа ова лето со мало бебе и дали ќе патуваат некаде предизборно. Леле, сега намерно ќе кажам за инат на ВМРО-вците Хургада во Египет. Не, тогаш беа СДС на власт и низ нос ми го извадија тоа. Ти текнува да како ме слика, како патува. Ама беше стварно убаво. Отидовме таму во Кавала, значи тоа е пред ние сме околу 10 години, значи пред 9-8 години за, и од тогаш секое лето идеме во Кавала. Исак веќе знае каде му е најубавата сладкарница, каде му е играчница, се си знае. Он го знае како Штип, што го знае, како аеродром, што го знае, така го знае. Ја знае Кавала. И сега, за жал, лето изгледа, бидејќи со Бепчево, со Сара, не можеме да отидеме. Сега ќе го раскажете тој момент. Не одите на одмор во лето? Сега тешко, да. Може би на продолжени викенди. Или да знаем да пеам, ја може ќе бев и некој рок пеач, ама за жал или за среќа појма немам од пеење. Во лето е пиво, знам, во фрижидер имам секогаш, но мали лименки, мали. Големите ми се многу големи. Имам проблеми и со гастритис, со желудник. Секогаш кога има избори, јас сум као трудна жена, повраќам на сабајле. За мене одмор што е? Одмор, ако гледаш филозофски, одмор е да не ги правиш работите кои ги правиш во секојдневието. Например, ако секојдневието ти е да станеш у 7, да се избричиш, да се дотераш, дојдеш на работа, одморот ти е кога нема да станеш во 7, кога нема да се избричиш и кога нема да дојдеш на работа. Гледајте ја вечерва во 19 часот новата епизода на Моје лето на YouTube каналот на Слободен печат. Уште гори во Јасен и во Јагуновце. Во касарната Јане Сандански во Штип денеска ќе бидат презентирани нови 29 лесни оклопни возила од Соединетите Американски држави. Повеќе од 330 портали, телевизии, радија и весници пријавени за платено политичко рекламирање за локалните избори. ДКСК избира заменик председател. Времето денеска сончево со температура до 36 степени. Снимен моментот кога голем украински дрон се урна во комплекс згради во рускиот град Ростов на Дон. Загриженост во Колорадо поради зајаците Франкенштајн со рогови на главите. Може ли паметен тоалет да ја замени тоалетната хартија? Повеќе за ова ќе најдете на slobodенpečat.mk. Ви благодарам за вниманието и довербата.